Благодарам, подпредседателе, колешке. И покрај сите обиди на мнозинството да ја прикаже ситуацијата розова и како тоа се прикажани приходи за овој буџет за 2023 година, кои ако ги споредиме се поголеми за милиарда од приходите од 2021 година, значи 2023 се поголеми за 1 милиарда споредбено со 2021, а во однос на расходите се за милиарда и 100 милиони евра. Од извештајот во февруари кој што го даде ММФ, според проекциите на ММФ, за половина милиарда се надминати за приходите за 2023 година, а за расходите се повеќе. А со самото тоа ММФ предвидува вака проектираните приходи и расходи, и тоа за приходите за 2023 ММФ ги предвидува за 2025 година, а за расходите дека ќе се остварат 2026 година. Реков, ситуацијата воопшто не е розова, имаме историски највисока инфлација, 65% од приходите на семејствата оди само за храна, реалната плата е намалена за 4,9%, и животот никако не може да биде подобар заради тоа што инфлацијата во државата и тоа годишната инфлација во Македонија за разлика од еврозоната е дупло повисока. Годишната инфлација е 9,2% кај нас, а додека во еврозоната е 5%. Во однос на капиталните инвестиции од 800 милиони евра, ова власт сака само да го прикаже златното правило на хартија, дека тие треба да бидат поголеми од буџетскиот дефицит. Меѓутоа, од кога е на власт СДСМ ДУИ, ова никогаш не се остварило заради тоа што буџетскиот дефицит во последните 4 години оди до плафон. В 2020 година бил 876 милиони евра, 2021 630 милиони евра, 2022 700 милиони евра, 2023 700 милиони евра. Во однос на капиталните инвестиции, според КПФ механизмот, кој што го прати Министерството за финансии, најмало остварување има Министерството за локална самоуправа 7%, труд и социјална политика до 20%, а транспорт и врски 20%. Најмногу има во третиот квартал, односно до септември, Министерството за финансии, така да збирниот резултат до крајот на годината Контрреплика Марија Кочовска.